Пеколни температури не очекуваат кон крајот на оваа недела. Топлиот бран кој го зафати регионот доаѓа и во Македонија. Лекарите препорачуваат да се избегнува колку што е можно излегување од 10 до 17 часот и секако да ги почитуваат препораките од Центарот за јавно здравје. Да се пие што е можно повеќе течност, таа течност да биде исклучително ладна и негазирана и да се избегнува исклучително често користење на алкохол, кое што дополнително го дехидрира организмот, како што нагласивме да се седи во соодветно оладени простории и исто така многу битен момент ако веќе мора да се излезе да се носи што е можно по лесна облека. Во најтоплиот период од денот да се избегнуваат физички активности, да не се спортува и колку што е можно да се седи во климатизирани простории. Кога е најтопло, велат лекарите, највнимателни да се повозрасните граѓани, хронично болните како и бремените жени. Оној временски период помеѓу 10 до 17 часот кога УВ индексот и температурата е највисока, пациентите би требало да ги избегнуваат и да бидат во што е можно поладена просторија, особено кога збориме за хронично болните пациенти. Од управата за хидрометеоролошки работи веќе најавија дека не очекува топол бран, и тоа со дневна температура од над 35 степени. Според синоптичарите, ниту од Сабајле нема да е свежо како досега, односно ќе биде на 20 степени. Особено топло ќе биде в четврток и петок, кога температурата ќе надмине 40 степени. Соседството, конкретно Грција, веќе зафатена со пеколни горештини. Тамошното Министерство за здравство веќе излезе со препораки и совети до граѓаните како час поскоро да се заштитат од пеколните температури.